Добар ден, добре дојдовте во училница. Јас се викам Билјана Арсич, оделенски наставник во Општинско основно училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Денеска ќе присуствувате на часот по предметот Општество. Наставна содржина: простории во домот. Цели на часот: да научите кои се просториите во домот, да се запознаете со нивната намена, да научите кој и како треба да се грижи за одржување на хигиената во домот. Мојот дом. Сите ние имаме свој дом, кој се наоѓа во семејна куќа или е стан во зграда. Стан во зграда, семејна куќа. Кои простории ги има во еден дом? Домот е место каде живее едно семејство. Во домот треба да има повеќе простории, меѓу кои основни се: кујна со трпезарија, дневна соба, спална соба за родителите, детска соба, бања. Секоја просторија има своја намена. Секоја просторија е опремена и со разновиден мебел. Простории во домот. Секој дом има план според кој се распоредени просториите во него. Ова е план на просториите во домот според кој секој си зазема свое место. Ова се основните простории кои треба да ги има во секој дом, но некаде има и повеќе, а некаде пак помалку, во зависност колку е голем нашиот дом. Која е намената на кујната? Еве како изгледа кујната. Кујната е просторија во домот каде се подготвува храната. Во трпезаријата семејството појадува руча и вечера на трпезариска маса и столови. По кујната има висечки елементи, електричен шпорет, мијалник за миење садови, фрижидер за чување храна, машина за садови. Кој најчесто работи во кујната? Во кујната деца најчесто престојува мајката, бидејќи секојдневно подготвува оброци за целото семејство. Освен мајката, понекогаш може и таткото да подготви некое јадење. Но исто така и децата честопати сами знаат да си направат вкусна ужина со здрава храна. А дали знаете и вие да си подготвите нешто вкусно, но и здраво? Се надевам секако, ако знаете која храна е здрава. Која е намената на дневната соба? Еве како изгледа дневната соба. Собата за дневен престој е просторија во која се собира целото семејство за да се одмори, да разговара за поминатиот ден и гледа телевизија. Мебел кој треба да го има во дневната соба: гарнитура за седење, мала масичка, комода, телевизор и разни украсни предмети. Кој се грижи за средување на домот и хигиената во дневната соба? Дневната соба, како и кујната и трпезаријата, мора да бидат чисти и проветрени, затоа што поголем дел од денот го поминуваме во нив. Дали знаете кој се грижи за хигиената во домот? Секако ќе одговориш дека мајката се грижи за тоа, но сите ние треба да придонесуваме за хигиената во домот, затоа што само така ќе го направиме домот во пријатно место за предстој. Дневната соба е центар на секој дом, место кое представува пријатно катче за одмор на сите членови од едно семејство. Кој престојува најчесто во детската соба? Еве го изгледот на детската соба. Се надевам, знаете дека детската соба е вашето најомилена просторија. Во неја го има овој мебел: кревет каде што спиете, масичка за пишување и за компјутер или лаптоп, стол и шкаф за книги, орман за облека. Кој треба да се грижи за детската соба да биде чиста и уредна? Па секако, најчесто вие децата треба да се грижите за да вашата соба биде чиста и уредна. Како најчесто го поминувате времето во вашата соба? Па се надевам, многу често престојувате во вашата детска соба. Тука може да ги пишувате своите домашни работи и да ги читате зададените лекции. Исто така може да работите на компјутерот, лаптопот или таблетот. Или пак да патувате на крилјата на некоја омилена книга.
Тука може да ги цртате вашите прекрасни детски цртежи, но може во детската соба да има место и за вашите омилени играчки со кои понекогаш се играте. Која е намената на спалната соба? Еве го изгледот на спалната соба. Во спалната соба спијат и се одмораат родителите после напорниот ден на работа. Таа треба да е сместена во најтивкиот дел од домот, така што ќе им овозможи на родителите убаво и непречено да се одморат. Кој мебел го има во спалната соба? Во спалната соба треба да има голем кревет за спиење, шкафчиња, плакар за облека, табуретка и огледало. Во спалната соба треба да има голем прозорец за проветрување на самата просторија. Каква намена има бањата во вашиот дом? Еве, деца, како треба да изгледа бањата. Па секако, драги ученици, тоа е место каде сите ние секојдневно ја одржуваме нашата лична хигиена. Во бањата се миемте, капете и се подготвувате пред поаѓање на училиште. Што треба се да има во бањата? Во бањата треба да има када за капење или туш кабина, миелник што шкафче за крпи, корпа за нечисти алишта, бойлер, огледало и WC школка. Бањата треба постојано да се проветрува и секојдневно да се одржува чиста. Ајде сега, драги ученици, да повториме што научивме на овој час. Каде живееме ние? Нашиот дом е во стан или семејна куќа. Така е, точно, ученици. А кои простории треба да ги има во домот? Кујна, дневна соба, спална соба, детска соба, бања. Која е намената на кујната? Во неја се подготвуваат оброците за поедок, ручек и вечера за целото семејство. Така е, а дали знаете за кого е наменета спалната соба? Во спалната соба спијат и се одмораат родителите. Кој ја користи детската соба? Во детската соба предстојуваат дечињата. Да повторим и за останатите простории во домот. За кого е наменета дневната соба? Во дневната соба се собира целото семејство, се разговара за поминатиот ден и се одмора гледајќи телевизија. Браво, ученици, а зошто ни служи бањата? Во бањата се капеме, миеме и одржуваме личната хигиена. Се надевам дека запомнивте кој се грижи за хигиената во домот. За да биде домот чист, највеќе се грижат родителите, но исто така и децата треба да помагаат и да придонесат за хигиената во домот. Што научивме? Се надевам дека денешниот час, каде што разговаравме за просториите во домот, ви беше интересен и научивте многу нови работи, знаења кои понатаму ќе ги проширувате и збогатувате. Овие стекнати знаења ќе ви користат во текот на целиот живот. Сега може во вашата тетрадка да нацртате една омилена просторија од вашиот дом. Тоа нека биде домашната работа за наредниот час. Ви благодарам за вниманието и до гледање.